Централен дневник на К1 телевизија. Добро вечер. Во него донесуваме. Продолжува модернизацијата на патната инфраструктура. Променливото време ја продолжува грејната сезона. Зголемена е побарувачката на огревно дрво. Каратистите од карате клубот Гемичи трети на меѓународниот турнир во Србија. По настаните на денот започнуваме веднаш. Странските инвестиции овозможуваат сигурна работа и за домашните компании. Општина Кавадарци и јавното комунално предпријатие преку проект ќе ја подобруваат градската хигиена. Кајакарот Спасиќ од Икасна матка, директно на светско во Лондон. Странските инвеститори овозможуваат сигурна работа и за домашните компании. Постоечките и најавените инвестиции се добра прилика за развој на малите предпријатија. Крадежништвото во моментов има најмногу шанси и работа. Се очекува преку инвестициите да се подобри економската состојба во регионов. Домашните компании ги зголемуваат своите работни капацитети преку странските инвеститори. Тие се поволно тло, како за отворање на нови работни места, така и за обезбедување работа за домашните фирми. Со постоечките и најавените странски инвестиции, можност за раст и развој добиваат и многу фирми од регионов. За сега, градежништвото со најмногу шанси. Во изградбата на производствените објекти, за нив има најмногу работа. Имаме работено на многу проекти, како што е една од овие инвестиции Маркарт, значи Джонсон Мети, Джонсон Контролс, аеродромот Александра Велики с него работеле, така да имаме веќе, да речеме, партнери што работиме со нив и очекуваме и се надеваме дека ќе има се уште нови инвестиции, дека ќе зголемиме бројот на работни места. Во индустријските зони во Велес продадени се сите парцели. Локалната самоуправа веќе почна со подготовка на планот за новата индустријска зона во непосредна близина на топилницата. Таму заинтересираните инвеститори од Велес ќе имаат на располагање 20 на плацови за продажба. Најавите за нови инвестиции се сигнал дека градежниците и понатаму ќе имаат сигурна работа. Веќе од мала фирма прераснавме во средна, затоа што странската инвестиција веќе ни овозможни 40 вработувања. Значи, сигурна наплата, подолгорочна работа, така да имаме повеќе можности да менаџираме и со средствата. Поради позитивната бизнис клима што има нашата општина, во наредниот период се очекува и други странски компании да инвестираат во Велес и регионот, со што би се подобрила економската состојба и би се добила можност многу луѓе да се вработат во бизнис секторот. Ќе се рехабилитира локалната патна инфраструктура во Македонија. Нов изглед ќе добијат 45 локални патишта за кои проценките покажале дека се најкористени. Во секоја општина ќе се обновува над 60 километри патна површина. Овој проект вреди над 7,5 милиони евра, а се очекува да заврши до крајот на оваа година. Парите се обезбедени од државната каса. Фокусирани сме на инвестиции во локалната патна инфраструктура. Во 2015 година се предвидени инвестиции во над 45 локални патишта, во над 40 општини со вкупна должина од над 60 километри и инвестициска вредност од над 7 милиони евра. Тие се патишта кои што во најголем дел секојдневно се користат од огромната популација на граѓани, секако остануваат еден од нашите големи приоритети во областа на инфраструктурата. Зголемена е побарувачката на огревни дрва. Студеното време ги поттикна граѓаните дополнително да набават дрва. Од шумското стопанство Бабуна уверуваат дека секојдневно се носат околу 20 до 30 метри просторни. Постои можност за купување на рати. Граѓаните кои се интересираат за поголема количина веќе од мај ќе можат да се снабдат за следната зима. Шумското стопанство Бабуна располага со огревни дрва. Студеното време е зголеми побарувачката. Надлежните уверуваат дека нема недостаток. Во шумата има 2000 до 3000 метри просторни. Дневно се носат околу 20 до 30 метри. Побарувањата од граѓаните се 1 до 2 метри просторни. Олеснителна околност е можноста за плаќање на рати. Граѓаните кои се интересираат за поголема количина, наскоро ќе можат да се обезбедат за следната зима.
веќе имаме уплатено околу 1000 метри кубни, исто така и со синдикатите веќе имаат пуштено понуди за околу 1000 метри кубни, веќе имаме нарачено околу 2000 метри кубни и поголема количина или граѓаните веќе од мај ќе можат да почнат да си ги набавуваат, тоест да се снабдуваат со огревно дрво. Со одлука на владата на Република Македонија, корисниците на социјална помош имаат 10% попуст за 5 метри просторни огревно дрво, а превозот е на товар на шумското стопанство. Постои можности за одложено плаќање. Во Велешката подружница на македонски шуми зголемен е производниот план. За таа цел и оваа година веќе ќе работиме со наши секачи кои ќе бидат запослени во македонски шуми, негде со 17 секачи доторачи. Така да се надеваме, значи, да оваа година снабдиме, тоест Велес донесеме поголема количина на огревно дрво за разлика од претходните години. Метар просторен буково дрво чини 2372 денари, додека дабот се продава за 2453 денари. Цената на огревното дрво во шумското стопанство Бабуна со години е непроменета. Огревни дрва може да се набави и во приватните складови. Според новиот закон за шуми, складови за продажба на огревни дрва дозволено е да постојат само во урбаните, но не и во руралните средини. Пропишаните услови за работа на склад за огревни дрва се најмалку еден вработен, цврста градба на објектот, санитарен чвор и 1000 метри квадратни простор за складирање. Се поголем е бројот на пациенти болни од сезонски грип. Докторите апелираат до хронично болните. Штом забележат симптоми на грип, веднаш да се јават кај матичен лекар. Колегата Владимир Ристов во Дневникот во 16:30 разговараше со доктор Лилија Чолакова-Дервишова за лошото здравје како последица од променливото време. Ние како лекарска фела секогаш ги советуваме и најмала промена во однос на оно кое што они би го исперцепирале да е промена во однос на претходниот ден и нивната состојба, потребно и пожелно е да се јават или телефонски или ако можат, ако се во состојба да дојдат во нашите амбуланти, нормално да побараат лекарска помош, бидејќи најмалиот знак секогаш е добро да се забележи навреме, бидејќи тој сигнализира дека нешто не е во ред со човековиот организам. Нови канти за отпад се распределуваат по домаќинствата во Кавадарци. Јавното предпријатие и локалната самоуправа ги делат бесплатно, а ќе ги добијат сите граѓани во текот на наредните месеци. По премиерот на метрополата и во Кавадарци ќе бидат поставени подземни контейнери во централното градско подрачје, се со цел подобрување на комуналната хигиена. Околу 5000 нови канти за отпад ќе бидат распределени по домаќинствата во Кавадарци. Тие се донација и се бесплатни за сите кавадарчани. Почнувајќи од утре, вработените од јавното предпријатие Комуналец ќе започнат со нивно доставување низ градот. Старите контейнери од метар кубен ќе бидат заменети со пластични канти од 120 литри. Кај колективните стамбени живеалишта остануваат контейнерите за собирање на смет. Планирани оваа година се да се донираат околу 5000 канти, вредноста на проектот е 5,5 милиони денари. Се надевам дека до крајот на оваа година и почетокот на 2016 ќе ги опфатиме сите домаќинства во градот. Со претходна одлука на Советот на локалната самоуправа на општина Кавадарци беше донесена одлука за донирање на нови пластични канти за смет. Мислам дека е ова прв случај во Република Македонија. Ние претходно во некои локации дониравме канти, меѓутоа одлучивме да не ги привилегираме оние кои што се во покрајните места од градот, туку ова да важи за сите граѓани. До крајот на оваа година сите ќе добијат оваква типизирана канта, доколку се случи некаде да прескокнеме од ненајдена или ненамерна грешка, слободно можат тоа да го пријават и да им биде донирана канта. Во делот на подобрување на комуналната хигиена во градот, а по примерот на метрополата, во Кавадарци ќе бидат поставени подземни контейнери за одлагање на комунален отпад, со што ќе се издигне нивото на хигиена во Кавадарци. Следна активност е поставување на овие подземни контейнери. Мислам дека има веќе ваков проект во Скопје. Значи ги поставуваме во централното градско подрачје за да се исфрлат овие металните контейнери, значи 4 места за подземни контейнери. Подземните контейнери имаат зафатнина од 3 кубни метри. Во нив отпадот се складира на пониска температура, притоа не зафаќајќи слободна површина над земјата. На тој начин се намалува и непријатната миризба што се шири од отпадот, како и можноста за негово разнесување во околината.
Спортистот на Велеса 2014 година Љубомир Спасиќ по настапот на меѓународниот ИКАС успеа да постигне норма за светското првенство во Лондон. По прилогот за репрезентативецот Спасиќ погледнете го разговорот во живо од студиото на К1 телевизија со колешката Елица Радевска и нејзиниот гостин кајакарот Мирчевски. Со победа во саботната кајак слалом трка на матка, велешкиот кајакар Љубомир Спасиќ избори место во сениорската репрезентација на Македонија. Во конкуренција со надпреварувачи од 11 земји, тој оствари најдобар резултат и карта за светското првенство во Лондон. На трите изборни трки на патеката на матка, второ и трето пласираните ќе го придружуваат на европското првенство во Германија. Тој пласман успеав да извадам и да изборам и место во репрезентацијата, значи каде што ќе учествувам на Европското првенство во Марклеберг, Лајпциг, што ќе се одржи во мај заедно со Атанас Николовски и Огнен Бражански, додека на Светското првенство во Лондон, кој што ќе биде исто така и квалификационен надпревар за Олимписките игри, што ќе се одржат во Рио во 2016 година. Надпреварите од меѓународниот ИКАС беа само потврда за одличната форма во која се наоѓа Спасиќ. Се надева дека напорните тренинзи ќе му помогнат да постигне норма за Олимписките игри во Рио. Тренираме, се спремаме. Одиме првен во мај во Марклеберг во Германија. Се надеваме на позитивен резултат, од таму ќе ги сумираме резултативе, ќе видиме како што ќе биде и се надевам дека за во Лондон ќе имаме веќе делумно конечна слика, сепак е вода и не се знае кој кога може да сгреши. ИКАСот беше организиран од страна на Кајакарската федерација на Македонија. Покровители на истиот се град Скопје и Агенцијата за млади и спорт. За успесите на велешките кајакари во наш вечерашен гостин во студиото на К1 телевизија е Борче Мирчевски. Тој на меѓународниот ИКАС освои трето место и ќе се надпреварува на Европското првенство во Полска во категорија сениори до 23 години. Мирчевски, добро вечер. Пред да проговориме за Европското првенство во Полска, кажи ни според тебе како беше надпреварот? Беше ли тешко да се надпреваруваш во конкуренција со кајакари од 11 држави? Па да, беше сосема тешко да се надпреваруваш на овој меѓународен надпревар. Настапуваа, кој што споменавте, 11 земји, конкуренцијата беше доста голема. Напорно трениравме и мислам дека постигнав добар резултат. Како се спремаше Мирчевски за овој ИКАС? Беше ли напорно да се подготвите за ова надпреварување? Па да, доста напорно беше. Оваа зима се спремавме доста многу напорно. Имавме, освен тренинзи на вода, имаме тренинзи во теретана и трчање. Кои се очекувањата во Полска, Мирчевски? Ќе бидеш ли европски првак? Па, очекувањата, мислам дека може нешто да се постигне, да се добие добар резултат. Се надеваме на добар резултат и тренираме за таа работа, да постигнеме уште подобар резултат. Во репрезентацијата си четврти. Како успеа да се избориш да дојдеш до оваа позиција? Дали конкуренцијата во репрезентацијата на Македонската кајакарска федерација беше голема? Па да, исто и кај нас во нашата репрезентација беше доста голема. Имавме 3 изборни надпревари, каде што на едниот изборен надпревар завршив 6-ти, на вториот завршив 2-ри и на последниот надпревар завршив 3-ти, али во глобала се бодуваат сите 3 такмичења и испаднав се на се 4-ти. Што следно можеме да очекуваме од тебе, Мирчевски? Па, следно би било надпреварувањето во Полска, Европското првенство во Полска. Се надевам на добар резултат, бидејќи доста напорно се спремав цела зима, па ќе видиме како ќе испадне. Ти благодарам, Мирчевски, за разговорот и посакувам многу успех во Полска и се надевам дека достојно ќе ја представиш нашата држава. Во продолжение, проследете ги вестите од Македонија.
Најавените врнежи од дожд ќе значат и нови излевања на реките од своите корита. Според синоптичкиот извештај, поголеми количини врнежи се очекуваат во западните, северните и јужните делови. Доколку оваа прогноза се оствари, очекуваме забрзано покачување на водостоите, при што на одредени веќе познати карактеристични места можни се локални проблеми, јавува управата за хидрометеоролошки работи. Снегот што паѓа на планините и на повисоките места може да го ублажи ово покачување на водостоите, но слабата моќ на впивање на водата во почвата и понатаму ќе биде фактор кој влијае на појавата на локални проблеми. Со особено внимание треба да се следат влијанието на водотеците, Вардар и Црна река со нивните притоки со најголема опасност да се излијат. За православните христијани денеска почна страстната седмица, последната седма недела од честниот пост што му претходи на Великден. Оваа недела од Велики понеделник до Велика сабота верниците ја поминуваат во строг пост, молитви и покаяние. На богослужбите во црквите се потсетува на последните земни денови на Исус, неговото приведување и страдањето на крстот. На Велики петок нема литургија. Тој е најжалостниот ден за христијаните, бидејќи Исус бил осуден и распнат на крст. Во недела е Великден, денот на воскреснувањето на Исус Христос. Великден е тридневен празник кој покрај недела ги вклучува и понеделник и вторник. На овој празник верниците се поздравуваат со поздравот Христос воскресе и вистина воскресе. Управата за јавни приходи преку соопштение ги објави измените на Законот за придонеси. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, кој е во сила од 25 март 2015 година, највисоката основица за пресметка на придонесите од задолжителното социјално осигурување е износот од 12 просечни плати за пресметување и уплата на придонеси за примање од работен однос. Износот од 12 просечни плати за плаќање на придонеси за примање по основ на договор на дело или авторски договор или друг договор со кој што е определен надоместок за извршена работа. Износот од 8 просечни плати за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице. При поднесување на пресметките за месечна пресметка за интегрална плата за тековни и заминати периоди, секогаш треба да се користи последната верзија на клиентскиот софтвер кој што од 2 април 2015 година и кој што го содржи новиот параметар. Бруто платата во 2015 најниска и највисока основица по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика, објавени во јанари оваа година, изнесува 31.644 денари. Од ноќеска на полноќ дизелот ќе поевтини за половина денар. Новата цена ќе изнесува 53 денари за литар. Така денес одлучи регулаторната комисија за енергетика. За половина денар се намалува и цената на екстра лесното масло за домаќинство, кое сега ќе се купува за 42 денари за литар. Цената на бензините и во наредните 2 седмици останува иста. Евро Супер БС 95 ќе се продава и понатаму по цена од 67,50 денари за литар, додека Евро Супер БС 98 по цена од 69,50 денари за литар. Цената на мазутот незначително се намалува, со што новата малопродажна цена изнесува 26,240 денари за килограм. Просечната цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период е за 0,56% повисоко од просечната цена на суровата нафта по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. Новите цени се должат и на понискиот курс на денарот во однос на доларот. Грција вети дека ќе го врати својот долг кон кредиторите. 9 април е последниот ден за исплата. Познатиот албански бизнисмен и еден од највлијателните пратеници на владеачката социјалистичка партија, Кочо Когдима, се залага за легализација на производството на марихуана во Албанија. Вести од светот. Во текот на оваа недела Грција ќе го исплати својот долг кон своите кредитори, ветил грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис. Вчера Варуфакис остварил средба со директорот на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард, која ја поздравила одлуката на Атина да ги плати своите долгови. Крајниот рок на доспевање истекува на 9 април.
Лагард вели дека е во заеднички интерес ефективно да се соработува и дека одржувањето на нестабилната состојба не е во интерес на Грција. Меѓународниот монетарен фонд има обврска да соработува со грчките власти, чија цел е да и помогне на земјата да се врати на патот на одржлив развој. Познатиот албански бизнисмен и еден од највлијателните пратеници на владеачката социјалистичка партија Кочо Когдима се заложи за легализација на производството на марихуана во Албанија. Тој смета дека Албанија поседува одлични климатски услови за производство на висококвалитетна марихуана од типот на канабис сатива и тој треба да се искористи за контролирано производство на дрога. Албанија до средината на минатото лето ја нарекуваа Колумбија на Балканот поради огромното производство на марихуана. Само во селото Лазарет, познато како фабрика за марихуана, се произведуваа 900 тони холандски сорти марихуана, а жителите профитираа над 4,5 милиони евра. Освен во Лазарат, албанските граѓани марихуаната ја произведуваат и во други делови, главно во планински недостапни области. На состанокот за енергетска безбедност на Централна и Југоисточна Европа, кој ќе се одржи утре во Будимпешта, главна тема ќе биде прашањето за рускиот газ и енергијата. Во дебатата за новиот план на Русија ќе учествуваат министерот за надворешни работи Никола Поповски и неговиот грчки колега Никос Кодзијас. На средбата, Унгарија, Србија, Турција, Македонија и Грција ќе ги изјаснат своите ставови за рускиот план за внесување руски газ на Балканот и во Европската Унија преку нов гасовод Туркиш Стрим, кој од Истанбул преку Грција би носел газ до Македонија и до Србија, а потоа и кон Европската Унија. Целта на средбата е усвојување на заедничка декларација за енергетска соработка и учество во рускиот план. Доколку овие 5 држави се заинтересирани за планот, постои можност за вклучување на Словенија, Австрија и Италија во разговорите, но за негово одобрување ќе одлучат државите членки на Европската Унија. Прашање е колку Европската Унија ќе сака да ја прифати идејата за нов гасовод за руски газ, бидејќи досега се покажа дека Унијата сака да стави крај на монополот со рускиот газ во Европа. Карате клубот Гемиџи од Велес на меѓународниот турнир во Србија. Катката тим го освоија третото место. Карате клубот Гемиџи од Велес учествуваше на меѓународниот турнир во Власотинце, Република Србија. На овој турнир земаа учество каратисти од неколку земји, покрај домакинот Република Србија учествуваа и Црна Гора, Македонија, Бугарија и Романија. Нашиот клуб го представуваа 8 надпреварувачи, и тоа Илија Депинов, Антонио Адамчевски и Ивана Петровска. Како ката тим го освоија третото место. Илија Депинов го освои третото место поединечно кати. Ива Бузалковска го освои првото место. Златен медал во својата категорија кати. Интересно е тоа што Ива првпат настапува и се закити со златен медал. Особено се истакнува настапот на Лука Машталуров, Василка Карталова и Андреј Кузмановски. Титула и ново постигнување на Ѓоковиќ. Трипл-дабл за Леброн. Неславен рекорд на Лейкерси. Следуваат информациите од меѓународниот спорт. Новак Ѓоковиќ успеа во финалето да го совлада британецот Енди Мареј со 2:1 во сетови 7:6, 4:6 и 6:0 на Мастерс турнирот во Мајами. Ѓоковиќ стана првиот тенисер во светот кој што 3 пати во кариерата освоил двојна круна, 2 последователни триумфи во Индијана, Велс и Мајами. Надпреварот започна изедначено, имаше одлични поени кај двајцата тенисери. Во еден момент Ѓоковиќ имаше водство, во друг Енди Мареј доминираше, но првиот сет го доби српскиот тенисер. Вториот сет го доби британецот Мареј и се врати комплетно во надпреварот, но тоа беше се што видовме до крајот на надпреварот од Мареј. Последниот сет Ѓоковиќ го доби убедливо со 6:0 за нова титула во Мајами.
се врати Пол Джордж, Леброн Джеймс оствари трипл-дабл, Харден уфрли 41 поен, а Лейкерси дојдоа до неславен рекорд изминатата вечер во НБА лигата. Рекордниот 56-ти пораз во сезоната Лейкерси го добија од градските ривали Клиперси со 106 спрема 78, Индијана ја победи Мајами со 102 спрема 89, па и натаму е во трка за плејофот. По 8 месеци пауза поради скршеница на ногата, Пол Джордж се врати на терен и забележа 13 поени и по 2 скока и асистенции за 15 минути на паркетот. За Мајами Двеин Вейд постигна 29 поени, а Горан Драгик имаше 15 поени и 5 асистенции. Кајри Ирвинг погоди од центарот, но мечот меѓу Кливленд и Чикаго го одбележа Леброн Джеймс со 20 поени, 10 скока и 12 асистенции. Смит дополни со 24 поени, а Ирвинг имаше 27 поени, 5 скока и 4 асистенции. Времето денеска облачно со повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и снег. Според синоптичарите температурата го достигна 11 степен. Слично време не очекува и во наредните денови, а веќе од четврток ќе има целосна стабилизација, со што за празниците се очекува сонце и покачување на дневните температури. Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви за денеска. Ви благодариме на вниманието. Пријатна вечер.